Она што се започна во април годинава со идеја битолската зоолошка градина да заживее, веќе се реализира. Денеска во зоолошката се отвори детски парк, донација на Битолското здружение на пензионери. Се надеваме дека нашата соработка од страна на пензионерите со зоолошката градина ќе продолжи. Не, ова само е почеток. Само е почеток, затоа што кога се работи за доброто на децата, на нашите внуци, ние пензионерите секогаш сме спремни да помогнеме. Нека ова детско паркче биде во прав смисол забава за нашите внучина, за децата и за сите луѓе кои што ќе идат тука. Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион ја изработи техничката документација, но и проект за ребрендирање и европско работење на зоолошката. Во таа насока успеавме со грант од Холандска амбасада да организираме волонтерски сервис во зоолошката градина, кој што веќе функционира 1 месец. И на моја огромна задоволство можам да кажам дека имаме фантастични реакции од посетителите. Истиот е реализиран со помош на волонтерските групи кои што се организираат од невладината организација Биосфера, која што и претходно директно беше вклучена во процесот на изработка на таа едукативна програма. Паралелно со овој сегмент, ребрендирањето оди во насока на изработка на професионална веб страница, која што ги содржи новото лого, пристап и бои на зоолошката. Се надеваме дека најкасно за недела до 10 дена истата ќе биде готова и ќе биде пуштена во онлайн, нели, достапна за посетителите. Општина Битола веќе ги заврши тендерските постапки за градежна активност за поставување водоводна и канализациона мрежа во зоолошката. Сега ќе ги задржиме што можно подолго време нашите посетители во зоолошката градина, а не како порано да речеме да служиме како еден изложбен магазин за животните, па да се заминат одма посетителите. Се заврши тендерската постапка околу изградбата на живелиштето за нилски конј, тоест сега ќе отпочнеме со првата фаза, тоа се градежните работи и се надевам дека ќе ги обезбедиме и остаток од финансиските средства за да завршиме тој објект до краја на годината како би можеле да го донесеме нилскиот конј во Битола. Во донесувањето на животни од зоолошка градина Београд и најискрено се надевам дека нашата зоолошка градина ќе збогатиме со 2 млади лавови, со 2 црноглави овци, тоа се афрички овци кои досега ги немало во зоолошката градина. Тие животни би требало во Битола да ги има на почетокот на септември. Мировниот корпус со волонтерство наредниве 3 месеци ќе прават проекти за да се привлечат посетители. Неделава ќе биде проект Зоолимпијада. За животни, информација и за игри, заедно. Како кенгуру хап, тигри, трчање, така. И нои. Сега имам грант, донор во Америка, се вика Пријатели за Македонија. Така? Доброволци на мировен корпус од Македонија. И ќе правиме банери со, како се вика, rules за зоолошка градина со слики за децата од лето, од активности со волонтери. И ќе биде многу убав. Целта на проектите е посетителите да ги научат и правилата на однесување во зоолошката кои преку слики ќе бидат прикажани.